Пожарот во дискотеката во Кочани се гасал со противпожарно возило од пред 50 години, а еден од пожарникарите наместо да го гаси пожарот бил принуден да седи во возилото и да кочи. Ваквата ситуација зборува одитноста за набавка на ново противпожарно возило за потребите на Кочанската територијална противпожарна единица. Затоа денеска се поднесе иницијатива за набавка на ново противпожарно возило за ТПП Кочани на седницата на Источноплански регион. На трагичниот настан за време на несреќата пред 41 ден во Кочани, возилото кое што е користено од противпожарната единица е од 1971 година. Автоматски морало да седи лице внатре за да кочи на истото и место пожарникарот да го гасне пожарот, затоа што сме оскудни со опрема, истиот морал да биде внатре во возилото. За таа цел апелирав на повеќе места да се набават што е можно повеќе противпожарни возила и да не се повторат такви ситуации. Денеска беше донесена иницијатива која што ќе биде предложена до влада. Се надевам на позитивен одговор од страна на владата, не само по оваа иницијатива, туку подноси на повеќе прашања кои што беа отворени за општина Кочани. Возилото ќе може да користи и за останатите општини во Источнопланскиот регион доколку за тоа има потреба. Возило кое што ќе биде ставено во функција на територијалната противпожарна единица во Кочани, но при вакви ситуации јас изразувам огромна благодарност и до останатите општини кои што со своите можности, ресурси и материјално-технички средства секогаш учествуваат во вакви непогоди. Слична ситуација со противпожарни возила има речиси во сите општини. По примерот од минатата година кога гореше Серта, градоначалниците од Истокот апелираа на носење одлуки и закони со кои ќе се надминат ваквите проблеми. Мора вклучување на државата во помош на сите локални самоуправи, бидејќи состојбата горе-доле е слична насекаде. Исто така во делот на противпожарни единици имаме постојани тужби од страна на самите противпожарникари и овде се очекуваше дека ќе се донесе законско решение со кое што по еден правилник согласно закон ќе постапуваат сите локални самоуправи или сите територијални противпожарни единици. Така да јас се надевам дека поучени од она кој што не се случуваше минатата година, оваа година ќе има конкретен чекор од страна на владата. Во територијалната противпожарна единица Кочани има само 16 вработени пожарникари, а законски потребни се 32.